Изминатите 10 години Македонија ја живее агонијата на владењето на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. 10 години обременети со незапометено нерационално трошење на буџетски пари, плячка на буџетот и одлевање на парите на граѓаните на сметка на офшор компании во Белизе и слични дестинации, масовно кршење на човековите права, неказнет криминал и злоупотреба на власта, рекордно иселување, односно евакуација на младите од земјата, невидени притисоци врз граѓаните, администрацијата и рекетирање на фирмите, потиснати и партизирани институции, масовно прислушкување, кражба и фалсификување на избори, рушење на сите демократски принципи. Почитувани граѓани, дојде моментот да се стави крај на злосторничкото здружение на ВМРО-ДПМНЕ. Дојде моментот да се стави крај на криминалот и корупцијата на владата на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Дојде моментот да се стави крај на плячката на буџетските пари, да се стави крај на самоволието на власта и кршењето на човековите права. Дојде моментот да се одземе лиценцата за убивање што некој незаконски си ја присвоил. Затоа ја поднесовме иницијативата за распуштање на собранието. Затоа бараме избори на 11 декември, избори на кои не смее да има влечење за уши на избирачи, избори на кои не смее да ливче да снема, избори кои не смеат да бидат циркус Медрано, избори на кои не смее по 50 луѓе да бидат запишани на една адреса, избори на кои не смее да се гласа со лажни лични карти, избори на кои не смее гласачи да шетаат и да гласаат на повеќе гласачки места, избори на кои не смее да има притисоци, закани и уцени на избирачи, избори кои ќе бидат слободни, фер и демократски. Колеги пратеници, денеска, на крајот на овој невообичаен, краток и турбулентен мандат, ќе си отидеме дома. Ќе ги сумираме впечатоците, кој за што се залагал, кој за што се борел, кој што штител. Тие што штитевте криминалци, тие што оправдувавте тортура, криење на убиства на млади луѓе, плячка на буџетски пари, треба да им објасните на своите деца, родители, внуци, роднини, пријатели, избирачи, за што сте се бореле. По бомбите на Заев не можете да кажете дека не сте знаеле. Ние што се залагавме за враќање на демократијата во Република Македонија, за враќање на парите кај граѓаните, за заштитата на човековите права, за казнување на криминалците, ќе продолжиме да се бориме за тие вредности и заедно со граѓаните на 11 декември ќе се избориме за подобра иднина, за поправедна Македонија, за Македонија за сите. Почитувани граѓани, во изминатиот период постојано не прашувавте кога ќе ги симнете криминалците од власт и дали ќе одговараат. Формирањето на специјалното јавно обвинителство е првиот знак на нашата заложба за казнување на криминалот, за нашата цврста решеност криминалците да одговараат. Почитувани граѓани, на 11 декември заедно ќе ги симнеме од власт, заедно ќе победиме, бидејќи на 11 декември ќе победи граѓанска Македонија, праведна Македонија, слободарска Македонија. Ви благодарам.